Димензиите на маката, предизвикана од наметнатото име, веќе не им се препишуваат само на кумовите, туку се парфрлуваат и кај шнајдерите. Откако под чергичето се натрупаа собраниските ловорики поради отсуството на одредницата, тоа се подкрена таму каде што ич не требаше, пред портите на Рим, на гробот на Свети Кирил. Лентите се шиени мали, па на нив не собира две големи имиња. Зошто не беше напишано името на државата? Прво, знаете дека тие лентите не се многу големи. Ги дупи, мислам дека. Разговаравме во кабинетот. Јас имав мислење дека може да биде РС Македонија, например, бидејќи инаку немаше простор. Многуте букви од името на кратката лента плюс тие од нејзиното навистина бараат должина. Па веднаш почнаа да се нудат солуции со кои може да се избегне ваквиот проблем. И тоа не мора да биде некоја сложена формула или со загради, туку едноставно, со интернационалниот код. Што сметам дека може во вакви ситуации е покрај знамето на било кој да е, дали е венец, дали е плакета, дали е нешто друго, да стои меѓународната кратенка МКД. Не се знае дали оваа опција би била прифатлива, но вреди да се тестира, иако користењето кратенки се употребува за продукти или за регистарски ознаки. Но во ситуација кога се сведува на перформанс за домашната публика, ваквата акробација би можела да заслужи барем некоја утешна пофалница. Тоа е некое под наводници креативно решение. Јас дури си мислев, не знам, тој фондот за иновации да не наградил некое вакво решение. Наградата одамна ја земаат челниците од СДСМ кои се истакнуваа со вакви неуникатни решенија, кога измислуваа кованици само за да избегнат преземената обврска. Ама во напорите да се наликува на нив, изгледа нималку не се заостанува. Во сите соопштенија, во сите изјави, обраќања до јавноста пред некој собир, се зборува за земјата, државата, председателката Гордана Сијановска. Мисијата во Скопје, Македонија, нема никаде. Најинтересни се оние кои што наоѓаат изговори, па велат да, тоа е тоа, ама да не била искористена нефер тактика, не би дошло до тоа што дошло. Не кажуваат дали би го смениле, само дека не било коректно. Спорен е тој договор од аспект на начинот на кој беше донесен, врз база на манипулација со референдумско изјаснување на граѓаните и во моментот кој беше очигледно дека мнозинството граѓани не даваат поддршка. И на крајот, најдобро би било да се свртат околу себе од масовната хипноза. Не се случила како резултат на инцидент, туку со знаење. За наша среќа, дојдоа да не водат либерални политичари, левичари и во Република Македонија и во Република Грција, седнаа на заедничка маса и ги надминаа недоразбирањата. И јас сум среќен што сум составен дел на тој тим на Зоран Заев, кој што е прогресивен и перспективен политичар не само во Република Македонија, туку и пошироко. Еднаш еден, друг пат друг. Најлесно име на тие кои што сакаат да бидат тимски играчи. Тие никогаш не одговараат за постапките на прогресивните и перспективните политичари. Само го менуваат тимот. Не само во Македонија, туку и пошироко.